Што абе какви идиоти човек. Кој све не влезе у собрание, не ми се верува, не мислам, не ми се верува какви не знам како да кажам. Влего у собрание. Не се толку глупи над преварот, кој поише ќе му го изголицка на лидерот. Од вечерва ќе се игра шота секаде на Балканот, од Тирана до Приштина, па и Скопје, или што би рекол Касами, во сите главни градови на албанците, на голема Албанија. Види, Нека им е честито на мачињата од ВМРО ДПМН, кои што денеска Си поќута. така го бранеа Африм Гаши, ја мислам дека комитите Мечкин камен така не го бранеле како што ни го бране Африм Гаши. Ова ми се свиѓа многу. го зема без да го пипнат. Ова е компарација на Месецов. Значи, арам да ви е на моабетите што ги правевте пред избори, за избори, сега и така натаму и така натаму. Чекај гориво брат да ти донесе. Мачињата, Сега ќе стане турбодизел. Турбодизел. мачињата денеска покажа дека се ништо повеќе од тоа. Чекај брат. Мачиња. Денеска Како стигнавме. не ви беше срам, како не ви беше срам, не ми е јасно да зборите дека Африм Гаши бил многу добар, дека Африм Гаши не погрешил со ништо, дека Африм Гаши бил, не знам, луѓето кои што го пуштиле на граница биле казнети и така натаму и така натаму. Де факто тезите бе дека ВМРО е криво, односно Панче Тошковски е крив. Се за о- глупостите на Се одродивте од народот кој што ве гласаше. Се одродивте. Значи денеска кажавте дека сте подготвени за да го одбраните Африм Гаши, сте подготвени да ги горите и граничарите на Блаце, и вработените во 6-та управа, и луѓето на Скопскиот аеродром на граница. Е така. Денеска тоа го покажавте. Јазык, таму имаше еден пратеник од Ѓорче Петров, кој што мислев дека ќе биде малку по достоинствен. достоинствен. Општина Ѓорче Петров е општина у која што живеат патриоти, луѓе кои што се heavy metal. Боки денеска, брат, си ме разочарал. Си ме разочарал, па и ти, и Боки најгласен беше убранењето. И го видели? Ќе се степа. Најгласен убранењето. Вие не- мене брат ми ќе ми го закачате. Што си го Што закачал си го бирал брат не ми? бе? Чекај. Мечка, слушајќи го, ја уствари сватив дека ние стигнавме од Митко Врапчето, последниот македонец, ќе да. вика ВМРО Македонија, до Шота ќе се игра секаде, ќе се Да. молиме каде сакаме, кога сакаме и колку сакаме. Па така е. Толку беше чекај да те прашам тажно. нешто. Што не е точно тоа? Пази, тебе може ти делува брутално, вулгарно. Те нервира тоа што го зборат. Може мислиш дека форсираат иридентизам, ти кажуваат Мислиме, нешто. Да, кажи ми што не е точно тоа. Еве. Абе тажно е што Кој нема збор кој не да е го одбрани точно? Кој македонскиот да го народ. одбрани? Тоа е Кој- тажно. Кој да го одбрани бе? Левица? Моливчиња поевтинеа за пола денар. Талевски, Мерките на владата. Бочварски. Тие беа луѓето кои што денеска го бранеа македонскиот народ. Чекај бе, Мирсат, што не ти е јасно тебе бе, другар? Пиши што не ти е јасно, ќе ти одговорам. Па не знам, Чекај бе, сега ќе видиме да го провериме ќе профилот. провериме, да. Не, Значи, прв пат пишува 100%. И една друга работа. ВМРО ДПМН. Пред 4 месеца. ВМРО ДПМН. Како партија за македонско национално обединување. Никогаш не направи македонско национално обединување, а денес, вечерва, цел ден денес имаше таква шанса. Единствени кои што направиле некакво обединување по однос на народност во земјава се албанските политички фактори. Кога станува збор за председател на собрание албанец, и релевантно за албанските политичари е
Дали тој човек доаѓа од ДУИ, од ДПА, од БЕСА, од Алтернатива, од Алијанса, од не знам каде. Сите албанци гласа против интерпелацијата на Гаши. Ама ако сите македонци гласа за интерпелацијата на Гаши, Гаши ќе беше променет. По домаќи ќе беше. И тоа Ама македонците не можат да се состават меѓу себе. Еве да ви кажам еден кардинален пример. Кога требаше да се тргне Груевски, македонците очи си вадеа да го трнат Груевски. Не навлагаме каков бил, дали требало да се трне и така натаму и така натаму. Очи си извадивме кој ќе седне на таа фотелја. Очи си извадивме. Луѓе у затвори лежат за тоа. Ќуте ќе јадеа други. Хаос еди собранието. На рап на граѓанска војна бевме. Македонецот му вадеше очи. И не знаеме да се обединиме околу една идеја. Затоа што сме поводливи, како народ сме поводливи и не знаеме... се поправи Мирсат. За ВМРО. Окей. Stand corrected. Да. Stand corrected. Фала Мирсат и голем поздрав. Се извинјавам, Мирсат. Кога ќе научиме дека бидејќи денес сака во собранието и ВМРО ДПМН, и коалицијата Влен, и коалицијата Европска тоа на ДУИ, сите сака оваа интерпелација да ја интерпретираат како акт Етнички на напад. Антиалбански. акт Антирелигиски. акт на расизам и акт на Национализам. национализам. Тоа сака да... И ВМРО ДПМН влезе у тој наратив. Да. Пошто На вие страната на тие што сакаат тоа Пошто така да го представат. сакате да зборите за национализми, еве денеска можете да покажете дека вие сте национална партија. Не покажавме. Дури и Фатмир Битичи од СДСМ не гласаше, да не заборавам. Да. Дури и Фатмир Битичи од СДСМ не гласаше за интерпелацијата. А сега само гласаш. Па ги бидна Сада- направи, оние да. направија го голема Албанија направи. И никогаш оваа интерпелација не била против Гаши затоа што е албанец. Па да. Никогаш не била оваа интерпелација, ниту еден аргумент не беше затоа што Гаши бил од Чаир, од Косово, од кај сака нека биде. Оваа интерпелација беше затоа што Гаши злоупотреби државни ресурси за да ја помине границата со све своите свадбари. Кривични дела. Ова интерпелација беше заради тоа што го наруши интегритетот и суверенитетот на државата со тоа што го ја повреди целовитоста на територијата, ја повреди границата. Ова интерпелација беше затоа што испраќаше обезбедување да репетира пиштоли на македонски безбедносни сили, тоест на македонската полиција на граничниот премин на Скопскиот аеродром. Оваа интерпелација беше затоа што собранието го претворија во џамија. Оваа интерпелација беше заради тоа што Африм Гаши за 75 дена покажа дека не може да се справи со функцијата председател на собрание. Затоа беше. Не затоа што се вика Африм Гаши, затоа што ги нарушил сите уставни, законски и деловнички норми. Затоа беше интерпелацијата. Ама ВМРО ДПМН Влезе во приказната на ВМРО ДПМН на Дуи и на нема храброст, кукавици да застанат на страната на законот и на правото и на правдата и да не навлегуваат у приказните за национализам. Дотолку повеќе, ако они сакаа национализам да Влен и Дуи да проектираат национализам, требаше ВМРО 2 пати поголем национализам. Требаше да покажете дека со македонците сте едно. Вие покажате дека не сте. Кога станува збор за владина, за коалициска стабилност, за да не ви се мрда владата, вие сте кукавици. Дури и генералон Павле Арсовски. Браво.
излезе на говорница да каже: јас бев задреман кога почна да збори. И го слушам, вика Африм Гаши, точно е тоа, го прекршил уставот, и го прекршил принципот на секуларност, прекршил закон кога поминал граница без проверка на Блаце, дека излегол надвор од своето властување кога го испратил обезбедувањето на аеродром. Тоа све е точно. Арно, Ама нема рече да гласаме за интерпелацијата. Зашто? Затоа што интерпелацијата била за дестабилизација на државата. Дестабилизација на државата, генерале, е кога председателот на собранието втор човек у државата ќе го погази уставот. Тоа е дестабилизација на државата. Дестабилизација на државата е кога председателот на собранието ќе го наруши интегритетот и суверенитетот на државата, тоест кога ќе ја повреди границата. Тоа е нарушување на суверенитет. Тоа е дестабилизација. Тоа е веќе констатирана и направена дестабилизација. Тоа е дестабилизација на безбедносниот систем на државата. Кога ќе отиде со пиштоли да репетира на безбедносни сили луѓе кои се задолжени за чување на целовитоста на границата, тоа е на Скопскиот аеродром. Тогаш е нарушена стабилноста на државата. И ти констатираш дека он го прегазил законот, уставот, деловникот и ја дестабилизирал државата и викаш: ама ја нема да гласам за оваа интерпелација. Зошто? Заради тоа што значило дека ќе дестабилизира државата, левица ја поднела. Па што ја поднесе ти? Максо има позајмено мудата, не можете. Ким Джон Кун го зборат. Амар, управо беше Амар. Мислам, Ким Джон Кун го зборите, а збориме за... Што абе, какви идиоти, човек. Кој све не влезе у собрание, не ми се верува, не ми се верува какви, не знам како да кажам. Влего у собрание. Не се толку глупи над преварот е кој поише ќе му го изголицка на лидерот. Они со сила се прават глупи, со сила го прават народот глуп. Го ја подценуваат интелигенцијата на 1.800.000 луѓе кои што живеат во оваа држава. Таа теза дека било што кое што се прави против некој припадник на етничка заедница, кој што постапил спротивно на устав, на закон, на деловник, е против таа етничка заедница, е најстрашното нешто кое што може да се направи во оваа држава. Затоа што, ако одиме по тој принцип, секој еден државјанин на Република Македонија може да се вади дека тоа што нему му се случува е бидејќи тој е македонец, бидејќи тој е албанец, бидејќи тој е турчин. Значи ние не зборевме тамо дали е прекршен закон, дали е прекршен деловник, дали е прекршен устав. ВМРО ДПМН излезе, тезите кои што ги пласираше беа дека СДСМ биле полоши и дуи. Па ние не правиме муабе дали е полошо. Ние викаме требаше да биде подобро. И ја не можам да седнам тука као нормален човек, граѓанин на оваа земја и да мерам дали Талат Џафери и Африм Гаши бил полош. Јас сега ме живеам у нормална држава. Исто кој што сака да живеат 430.000 луѓе во оваа држава. И што направивте? Дозволивте Влен, Дуи и Фатмир Биктики среде македонско собрание да пласираат тези дека на Африм Гаши му се прави некакво сценарио затоа што е тој албанец. Бе прекрши, има најмалце 3 кривични дела направено у 2 месеци, 3 месеци председателствување со собрание Република Македонија. Кој сака нека биде. Кај ви е принципот на стопирање на неказнивост во оваа држава? Кај ви е принципот на еднаквост пред законите на сите граѓани на оваа држава? Тоа мечка што го вика, значи, дестабилизација и поголема опасност за дестабилизација на државата од тоа да не се почитуваат уставот и законите на една држава нема. Најстрашно е што тоа го прави вториот човек у државата, председател на собрание. Да не забораваме дека ветувавте враќање на гордоста на македонскиот народ. Денеска пратеник на Влен ги понижи сите македонци директно од собранието. И вие што направивте? Премолчевте. Нема кој да го заштити овој народ. Затоа си бега овој народ од тука.
Затоа што се осеќа како граѓанин од втор ред у сопствена држава. Ветувавте дека ќе му ја вратите гордоста, ќе му ја вратите државата, денеска премолчевте пред директни навреди упатени кон македонскиот народ. Дали е тоа реалност или не, вие ветувавте дека таа реалност ќе ја промените, дека ќе ја дедуизирате, деалбанизирате државата.